Тумбе кафе, символот на Битола. Прекрасно место. Никој во Македонија нема како нашето Тумбе кафе, како нашето шеталиште, како нашиот широк сокак. Но за жал, све пополека се уништува. Позади мене можете слободно да видите, драги мои битолчани, колку ресторанот е уништен. Повеќе од 20 години е тотално уништен. Никој не презема ништо. Вака се уништува најубавиот ресторан во Битола. Еден од помошните објекти. Бифето на ресторанот. Горе уште една тераса. За ние битолчани да уживаме. Жалостна настредина во дворот. Седи фонтаната, символ на злосторство од сите што владеа како градоначалници и советници до денес, до 2025 година. Сите кандидати за градоначалници и советници го ставаат овој проект, наводно ќе го обноват Тумбе кафе, ќе го обноват ресторано, чудо ќе направат на Тумбе кафе. Но од тоа нема ништо. Поставија некои реквизити, 4-5 реквизити и толку е. Јас како ваш иден градоначалник ќе го обновам ресторанот до другата година, поточно во лето ќе го отвараме ресторанот. Да се забавуваме, а исто така, од Тумбе кафе, овој дел покрај ресторанот, ќе направиме нешто што досега не е направено. Не само пешачки патеки, ќе поставиме многу реквизити, клупи, светла, за да можеме да го користиме преку ден, а и се разбира и навечер. Ова морам да го направам затоа што јас се сеќавам на ова убавина новој ресторан. Ќе ви покажам колку е ресторанот уништен и околината околу ресторанот, почитувани битолчани. Затоа ве повикувам да го ствариме овој проект за доброто на Асате за демократи, заокружете 29. 19 е за помалку од 6 дена, имате да размислите длабоко и да гласате единствено за демократи. Заокружете 29. Ходам во Битола, ке прошетам по широк сокак, а на Демел чаршија кафе ке се напијам. Јас сум Јорго Огнановски, актер, спортист, бизнисмен, политичар. Јас сум татко, дедо, човек. Но пред се, јас сум македонец, кој си ја сака Македонија. Јорго Огненовски за Битола. До тебе.